Учениците денеска ја испраќаат пораката дека водата треба да се штеди, водата е природен ресурс, ограничен природен ресурс, за кој што треба да се грижиме сите. И мислам дека убава порака испратија и на преку песнички и преку цртежи кои што денеска ги цртат. А вклучени се ученици и од ранливи категории и вклучени се ученици и од основно училиште. Да. Тоа што денеска се случува во Куманово е нешто кое што се случува за прв пат на ниво на Македонија. Куманово како представник од североисточниот плански регион е град избран за таа цел. Се работи за подигање на јавна свест за важноста на комбинацијата на социјалната работа и заштита на животната средина. Има нешто ново што се вика зелена социјална работа, е нешто кое што вели ќе се чуе допрва и ќе го чуеме ние во Куманово, меѓутоа ќе го чуете и секаде во Македонија. За таа цел во првата фаза се вклучени деца од социјално ранливи категории. Затоа се деца од рурална средина и деца кои што се евидентирани во Центарот за социјална работа. Меѓутоа, таа поддршка која што е потребна да се даде на оваа категорија на најмали граѓани на нашата општина е од исклучителна важност ако сакаме да градиме иднина на граѓани кои што ќе бидат одржливи, кои што ќе бидат со подигната екосвест. Ова е проект кој се реализира само во Куманово, само вие го реализирате? Не, проектот се реализира во целата држава. Тоа е дел од кој реализира Сдруженијето на социјални работници на Македонија и Центарот Надеж од Скопје. Ние сме вклучени како општина Куманово и меѓуопштински центар за социјална работа од Куманово во тој проект и денеска ја пилотираме за прв пат во нашата општина оваа мерка зелена социјална работа. Се надевам дека ќе остане традиција и дека во наредните години исто така ќе спроведуваме вакви активности. Така да ќе биде многу интересно, децата се пресреќни и се надевам дека ќе биде убаво. Ќе биде од голема корист да социјалната работа влезе на ниво на превенција, како што и замислено првично согласно науката и согласно сето тоа што ние сме го учели и за кое што се бориме и се работиме, така да почнеме од почеток за да не мораме да гледаме лоши краеви.